Добро ни дојдовте во уште една епизода од втората сезона на Женски ритам. И на ова се радувам подеднакво како и на сите претходни епизоди, зашто зборуваме отворено и искрено на сето она што се однесува на нашето социјално, ментално, физичко и менструално здравје. Многу важна секако тема во нашите животи е менструалното здравје, односно менструалниот циклус. Тема која е неисцрпна, многу информации ни се потребни, многу работи и непознати. Затоа и отвараме и оваа епизода во рамките на овој циклус од Женски ритам, во која ќе зборуваме токму за менструалниот циклус. Календарот што го диктира животот. А календар добиваме реално од денот кога сме родени. Па имаме до 20-тите треба да го направиш ова, во 30-тите биди она, до 50-тите полека повлекувај се. Но нашето тело дали е подготвено или дали може да одговори на тој календар кој го диктира животот. Што се случува со нашето тело кога доаѓа таа промена или менструалниот циклус? Иако живееме во едно брзо динамично време, со информации кои допираат до нас од сите страни, дали се оние вистинските? За жал, сведочиме дека во нашите средини, особено руралните, се уште нема доволна достапност на хигиенски средства и потребни. Затоа тука беше и одличен одзивот на проектот или одлично сработен проектот кој го иницираше ДМ во рамките на Никогаш повеќе сама. Се донира 200 диспензери низ државните универзитети кај нас и се донира речиси 230.000 влошки, што апсолутно треба и да се подржи и овој тренд да продолжи, се со цел девојчињата, девојките, жените, младите жени се чувствуваат природно, се чувствуваат поддржано и се разбира нема да имаат срам и страф од она што се случува во моментот со нивното тело или промената која истото ја доживува. Ќе се радувам вечерва што ќе веројатно ќе допреме до сите вас со одредени информации со животните искуства на моите две прекрасни гостинки, секоја на свој начин и посебна и со информации токму кога месечниот циклус, менструалниот циклус е во прашање. Велам топло добре дојде за доктор Весна Чибишева, специјалист гинеколог, и исто така добре дојде за нашата прекрасна, оние кои го сакаат спортот ја знаат, Милијана Ристик, атлетичарка, национална рекордерка, 3000 метри трки со пречки. Сега за пречката да се биде спортист и да се биде жена која има менструален циклус е исто еден сериозен, претпоставам, предизвик. Јесте. Но ќе одиме со она што од медицински аспект ни е потребно на сите. Нели кога, да речеме, можеби оној најбажниот датум за промената на нашето тело, на тој календар или во тој календар кој го диктира нашиот живот, е датумот кога ни велат, нели, стануваш од девојка жена, условно речено, и дека го добиваш менструалниот циклус кој го менува твоето цело тело. Така Што се случува? Што е она? Да. Основно што треба да знаеме. Јас првен сакам да ви се заблагодарам за поканата да учествувам во овој подкаст. Ја поздравувам иницијативата да се говори на вакви теми, особено менструалниот циклус, тоа е една вечна тема, за жал се уште поврзана со многу табуа, со многу митови, со многу дезинформации. Ќе пробаме да расчистиме дел од нив, но исто така се радувам што за ова стои компанија која што со години јасно покажува што значи општествена одговорност и социјален импакт. Јас секојдневно работам со жени и како гинеколог на почетокот морам да потенцирам дека не баш се согласувам со насловот. Искрено, значи, ние ги советуваме нашите пациентки дека менструацијата и не е така тешка за да ја дозволиме да ни го диктира животот. Значи, секојдневно сретнуваме жени кои што се од различни средини, се со различни професии, различни возрасти. Сите тие носат некој, нели, свој товар со себе, имаат најразлични типови на проблеми, но мене лично секојдневно ме убедуваат дека жените се навистина посилниот пол. Значи, жените се тие што искачуваат планински врвови, што работат на поле, што предаваат во големите факултетски предавални, но истовремено знаат да одгледуваат и добиток. Жените настапуваат и пеат и играат на големи сцени и трчаат маратони и се тоа се случува додека чувствуваат грчеви болки во стомакот, додека чувствуваат како засилено крварат. И затоа сметам дека никој ништо не сме да им застане на патот и на било кој начин да им го диктира, нели, животот. Па и во така наречените оние денови од месецот, жената е истрајна, храбра и секогаш успешна. Во однос на менструалниот циклус како тематика може многу да говориме, да го ставиме тоа некако едноставно,
Тоа е еден природен, физиолошки, но многу комплексен процес, кој што се случува периодично и секој месец во животот на жената. Неговата основна природна улога е да го подготви телото за бременост. Ако тоа не се случи, се јавува следното и така натаму секое менструално крварење. Менструацијата во принцип се смета, еве да кажеме, општествено и во сите наши кругови социјални, за оние денови кога жената крвари. Но менструалниот циклус е нешто по дефиниција малку посложено и се состои од неколку различни периоди, односно фази. Менструацијата обележуваме од првиот ден кога започнува менструалното крварење и во тие наши календарчиња или сега модерни апликации, тој ден го обележуваме како ден 1. Менструацијата по сите дефиниции и протоколи треба да трае околу 28 дена, односно целиот менструален циклус во тие денови да се смени. Не е грешка ако тука се одземат или додадат 5 до 7 дена, но секоја поголема отстапка подразбира консултација со лекар. Менструалниот циклус започнува со таа фаза на менструално крварење и кога тоа ќе престане, влегуваме веќе во втората така наречена фоликуларна фаза. Фоликуларната фаза е под влијание на естрогените и овозможува на слузницата на матката да созрева и му возможува на јајниците во така наречените фоликули, односно мали врекички кои што ги носат јајцеклетките, истите да ги созреат и да го подготват телото за следната фаза. Кога тие јајцеклетки доволно ќе созреат, се спремни да го напуштат фоликулот. Кога ќе го напуштат фоликулот, всушност го маркираат почетокот на новиот дел, односно почетокот на овулацијата. Овулацијата го маркира средишниот дел на циклусот и по нејза веќе влегуваме од третата во четвртата фаза, која што се нарекува лутеална фаза. Таа е под влијание на прогестеронот, тука на бабрува слузницата на матката, односно таа се спрема за бременост. Јајцеклетката почнува да се тркала низ јајцеводите, се со цел да стигне до матката. Ако на тој пат каде што се тркала, евентуално се сретне со некој другарче, односно со сперматозоид, ќе се оформи ембриони, тој ќе се прикачи во матката и ако тоа не се случи, нормално се јавува следното менструално крварење и новиот така наречен ден 1. Зошто кажав ова е процес кој што го опфаќа целото тело, затоа што промените не ги лоцираме само на ниво на гениталните органи, туку во сите органски системи, па додека се случуваат сите овие хормонални промени во телото и жената крвари или е во една или во друга фаза, има промени кои што се детектираат и на косата, и на кожата, и на ноктите, и во размислувањето, и во емоциите, и во настапот, и во прифаќањето на околината. Значи, многу сложен процес, односно жената е едно многу сложено чудо на природата која што успева од едно купче клетки да создаде во своето тело нов живот. Да, рековте убаво еден сложен процес на кој не сме баш и подготвени кога сме нели помлади. Ние имаме информацијата што ќе се случи или дека ќе дојде денот кога еве како што споменав на почетокот стануваме жени условно речено кога ќе започне менструалниот циклус, но ги немаме сите овие информации. Тоа е шок од една страна за телото, но од друга страна е шок и воопшто за нели целата наша псика која се менува во моментот и трпиме секакви промени на кои ги немаме вистинските одговори во секое време, ниту пак до некаде можеби сме подготвени да ги добиеме истите се со она чувство нели на непријатност дали да прашувам или не, колку треба да прашувам или дали можеби да кажам се како се чувствувам, да не бидам и погрешно сватена или пак едноставно да не биде срамота. Зошто уште чувството на срам? Кога Емилијана се сеќавате ли на првиот момент или првото чувство кое се разбуди кога добивте менструален циклус? Па да, како што викаш, срам. Мислим, срам, незгодно, ново, непознато, како што сега ти се случува некоја огромна промена во тело, каде што не знае што се случува, а искрено, еве, јас сум, мислим, моето семејство, тие семејства каде што си по-патриархални, да кажам, каде што можеби мене мајка ми не ме припреми на такво нешто, ете, година, две или неколку месеци, мислим, добро, не знаеш точно во кој период од година, ќе се случи, да, али ја немав никакво ни предзнаење, а баш и во мојата околина, моите другарки исто нема менструација во тој период, па да, знаеш, може да добие нека другарка и да почнам ја да прашувам што како и баш кај мене баш беше и го памтим денот, баш беше шок, неочекувано, ми беше срам долг период, дали
Океј, сега е многу подруго. Значи сега гледам дека Што најмногу во тој процес ти помогна? разговор. Значи, ја мислам дека во тој период, мислим дека 14 години можеби имав, тука негде. Ја и константно мајка ми и низ други теми ни живот што се битни за нас како жени ја терав да ми збори, пошто не знаев и мислам и тогаш исто баш добро, јас имам и постара сестра, така да мислам дека повеќе информации добивав од неа отколку мајка ми. Не обвинувам мајка, апсолутно да, али разговор со сестра ми мислим дека најмногу ме смируваше во тој период. Сега нормално со тек на време се и прилагодуваш, се навикнуваш, па онда гледаш дека и други другарки кај нив истото се случува, дека не си процес, дека не си сама во тоа и постепено и ги сваќаш работите како ќе течат низ тек на животот. Има еден синдром, ајде пред да навлеземе и подлабоко за баш менструалниот циклус и кои се промените кои нашето тело ги доживува, како ни влијаат и на психата и така натаму, анеморијата како синдром, значи изостанувањето на мензис. Кога се случува, можеби кои се, да речем, некои моменти кои можеби треба да се земат предвид, да се имаат предвид, или дали може да се спречи воопшто тоа, или секако доаѓа заради одредени причини. Така. Изостанувањето на циклус. Во принцип, аменорејата е една многу засебна тематика со која што се бави гинекологијата. Може да се објасни многу едноставно, но зад нејзе се кријат во принцип многу сложени процеси. Аменорејата подразбира отсуство на менструално крварење или несоодветен менструален циклус и истата зависно од тоа кога се појавува се дели на примарна и секундарна. За примарна аменореја ги сметаме случаите кај кои што едно девојче не добива менструално крварење до навршени 15 години возраст. Тогаш сметаме дека се работи за примарна аменореја, за која што можат да се кријат многу најразлични причини, а секундарната аменореја е кога имаме една жена која што нормално менструирала на месечна основа и веќе во последните 3 месеци или повеќе од 90 дена искусува период на отсуство на менструално крварење. Оно што е значено е дека за нас дијагностички примарната аменореја е многу поголем предизвик, затоа што тука работите со деца, тука имате можност да се соочите со фамилиарни, некои наследни болести, некои генетски синдроми, нарушувања во анатомијата на развиток на гениталните органи, кое што да се дијагностицира и соопшти на родителите во Македонија представува изузетно тешка ситуација, но може да се кријат и други проблеми кои што некогаш се случува и фамилијата вешто да ги затскрива. Затоа велам, примарната аменореја представува се уште дијагностички предизвик за нас. Но секако постојат третмани, постојат решенија и тие деца може да се стават во циклус на една нормална менструација. Секундарната аменореја, кога ќе се појави кај една жена, првично треба да се исклучи бремено, затоа што тоа е една од најчестите причини за секундарна аменореја кај жени во репродуктивна возраст, иако неретко се соочуваме со оваријални цисти, со полицистичен оваријален синдром, се соочуваме со хормонални дисбаланси или може би еден период веќе на почеток на менопаузалната симптоматологија. Аменорејата може да биде многу напорна за женското тело. Знаете како телото ги детектира сигналите дека нема менструално крварење, па се јавуваат низа проблеми, па таа жена ќе ви дојде со симптоми на главоболка, на надоен стомак, на отежнато движење, нервоза, губиток на енергија или едноставно ќе ви каже со сите се карам, не знам што ми е. Всушност, хормоналниот дисбаланс што се крие за тоа, јавува низа на мозочни проблеми, односно нарушувања во мозочните врски, кои што и како ги нарушуваат органските системи во телото на жената. Тоа мора да се третира. Првично се фокусираме на промена на начинот на живот, хигиено-диететски режими и така натаму, ако постојат фармаколошки препарати кои што во одреден временски период можат да подобрат сериозно ситуацијата, затоа што жените мора да знаат дека можеби аменорејата е добра, не крварам, немам менструално крварење, супер, немам потреба од ништо. Меѓутоа, долгорочно може да доведе до сериозни проблеми со кардиоваскуларниот систем, работата на срцето, може да доведе до намалување на густината на коските, па дури и појава на остеопороза, па и синдроми на хронична пелвична болка и низа гинеколошки пореметувања кои што водат до инфертилитет, односно неможност за зачнување на бременост. И сега ние зборуваме од оној медицински аспект кога
по природен, односно па телото не го добива циклусот или нешто како што објаснивте вие стручно се случува во телото. Но што кога вештачки се прекинува циклусот, особено кај спортистите. И скоро имаше и нели дека бил тренд, веројатно Милијана повеќе има информации, бидејќи тоа го пратиш и ќе кажеш и сама дали од тебе се барало, дали ти сама си барала од твоето тело да се прекине менструалниот циклус во периоди кога имате и напорни тренинзи, особено кога пред вас е предизвик трка. Имаше тренд, ајде ова прашање прво бидејќи ја имам многу што да кажем на оваа тема, баш ова што го кажа докторката, баш јас можам да го опишам целосен пример. Значи она, мислим докторка многу убаво го кажува стручно, а како го зборува сето тоа кај мене се еден из примери и сите тие фази, баш она што го се, значи баш буквално. Сега да, јас лично немам такво искуство и не преферирав и никогаш не бев приморана да морам да го одложам мој менструалниот циклус за некој надпревар, но имам блиски пријателки кои го направија тоа и верувајте ми со исто хормонални апчиња, мислим дека беа, многу лоши влијани имаше врз нив. Сега не можам конкретно да зборим од нивното искуство. Оно што јас можам да кажем и може ако ми дозволувате нормално, баш да го кажам својот пример во врска со оваа тема губење на менструалниот циклус и активност. Тоест да си активна жена и да имаш редовна менструација. Што се случи кај мене? Значи, баш на почеток, да кажем, од моја атлетска кариера, каде што нормално се ти е ново, непознато, сакаш да успееш на многу побрз начин, мотивиран си, сакаш да рушиш рекорди и лични времиња, да си што побрз. Гледаш светски атлетичари, светски рекордерки, кои сите нормално знаеме дека изгледаат баш као овие од Кенија, се сите мршави, незгодни мршави, да кажеме. Значи, и кај мене се ми се ствара филм во глава дека јас мора да сум мршава за да трчам побрзо. Тоа не беше природно за моето тело. Јас во тој период тренирав екстремно интензивно, значи правев обимни тренинзи, а бев во калориски дефицит. Односно, јас се изгладнував. Значи, јас свесно не јадев. Значи, јас трошев, мислим, прави по 2 тренинга на ден и јаки километри до 20 до 30 километри. Значи, стварно многу трошев. Јас, луѓе, јадев една салата, една банана и вечера ми беа пуканки без сол, на апарат. Тоа. И многу чудно што јас и постепено почнав да губим менструацијата. Јас во тој момент не сваќав дека тоа не е нормално. Не сваќав дека тоа не е здраво. Викам на себе, добро сум, имам енергија. Ја имав енергија што е многу чудно. Имам енергија, викам, супер ми ода тренинзи, тоа е тоа, ова е нормално, ќе се среди, нема проблем, као продолжи си. И тоа беше на 3 месеци, на 2 и дојде еден период да ја 2019-18 јас цела година немав менструација. Цела година. Усвари не, имав можеби еднаш или 2 пати, ама ја уопште не обрнав внимание на тоа, нити нешто ми беше као некоја битна... Вознемирувачки момент. Да, апсолутно. Се додека не дојде момент да моето тело почна да пропаќа. Телото почна да ми се трошат органи. Почна да ми се нарушува јетра, одлазим на ехо, доктор ми вика пиеш, пушиш, пиеш суплементе. Кажам, некакви суплементи, као јас ништо, само салата, и му кажам тоа и без сол, без зејтин, без ништо, сирова. Вика, не знам што е проблем. Јас почнам да кажувам што како. Кај мене дојде до тој момент да више немаше тело од каде да ја црпи енергијата, да, и почна да ми се трошат органи. И баш како што кажавте, кости. Ја почнав одеднаш, како одеднаш да пропаднав во дупка. Као сета таа енергија, сила што овако, и се погледнав во огледало и кажав, тука е крај. Ментално многу беше тешко. Мислим, ја бев на праг на анорексија. Анорексија е болест. Мислим, јас сум и психолог и многу ми беше да се лично јас саму себе и да признам дека сум болесна, а тек па да се извлечем од цел тој процес кој траеше. Мислим, година дена не е мало, не е малку. И тогаш се обратив на гинеколог, нормално хормонска терапија, гинеколошки бев здрава. Хормонска терапија, почнав да ја пијам, ама не можев. Значи, не можев да ја довршам до крај дека имав многу нус појави. Многу, мислим, не можев да ја поднесам како што треба. И
се обратив и кажав, поарно ќе јадам буреци секој ден, отколку да го А пијам нема ова, подобро. искрено. И почна да се работам со нутриционист и постепено си ја враќа, виќе лаже, јас бев минус, значи јас сум 1,70 м, јас бев минус 13 кила, значи ја имав 46 кила од сегашно, значи тоа беше луѓе, значи и сите ми зборуваат страна, ама не, јас кога влегуваш во тој филм се возиш Цијата и за никој јас кажувам дека можеби кога почнав со трчањето, и на тој мобе да се навратим, да имаше некој што ми е узор, не знам, тренер, дали некој идол или не знам, да сум слушнала негде на некој, да кажем, или подкаст или емисија, дека тоа не е добро, дека тоа не е, ја немав такви информации. Јас мислев дека тоа е право тоа што го правам. И да, луѓето околу мене ми зборуваат, мои семејство, другари, ама не беа тие релевантни што не, вие сте љубоморни, јас сум супер, ја напредувам. Да те водат низ процесот. Тогаш баш и наш подиум и на почеток, сето тоа фаќа некој залет. И тоа го кажувам, да имав можеби некој да ме насочеше во тој момент, да каже дека сега е многу подруго. Сега мислим некој нова атлетичарка кога ќе дојде и на 15-16 години се случуваат овие работи, се случуваат многу. Не мора ни да се спорти, се случуваат и кај млади девојки кои исто така се споредуваат со, не знам, девојки од социјални мрежи. Скривена слика за изгледот. Да, баш тоа. Али опет колку толку има информации. Нема можеби целосно и треба многу да се работи на ова, али пак не е како во времето кога не е тоа некој долг период пред 8-9 години беше сето тоа, ама пак да имаше барем некој кој ќе ме вако можеби немаше да дојде до тоа. Јас сум захвална на искуство, преблагодарна, сепак успешно го надминав и научив нешто од тоа, ама не требало да дојде до тоа. И да се навратим сега тука, ми се враќаше, мислим, постепено, нормално, на 3 на 4 месеца, за мене на 3 месеца да добијам менструација ми беше врх. Успех. Да, како не. И јас го вратив циклус, али менталниот дел ми беше многу потешок. Значи, тоа беше стварно една толку голема борба. Ама Како си помагаш? Со психолог работев. Со психолог, баш во тој период и одев на специализација и баш имав и психотерапеут во склоп и многу ми помогна. Психолог. Едноставно тоа не е ништо странно, тоа не е ништо чудно. Ја и ден денес си работам со психолог. Јас сум психолог, ама јас си работам со психолог. Тоа е нешто најнормалнije. Ако ми смета ова чаша, зошто е тука, не е тука, идам, дај да разрешимо, имам некој... Мислим, буквално сад. На време па така, на време кога да. Али мени многу, мислим, не е исто разговор со пријател и разговор со психолог, не е исто. И јас ги знам сите тие чекори и процеси како не треба, како да вако, ама не можем сама со себе, едноставно ми треба, психолог ми треба. И за најмала ситница ми треба психолог. И се опет да се навратам ново, успешно си ја вратив менструацијата, борба траеше, значи ако година и пол ми требаше сето тоа да се случи, да ја изгубим менструацијата, мислим дека дупло 2 и нешто, мислим и дале стои некоја лузна, кога ќе се пристане на сето тоа, али после ми беше многу тежок процес, почнав на килажа добивам, па некој ќе каже, си се поправи. Да, ама вика супер ти вако, ама за мене тоа не, како, и многу тешко. Враќањето беше стварно многу тешко, затоа и баш го кажувам, жените во спорт лепо е и здраво е, и како е здраво да се спортува, и како и помага и психички, да, физички, секако, али жените мора да бидат многу внимателни, да се не изгуби тој баланс. И да се има едукација, веројатно. Апсолутно. Но и жените, како, ако можам така да се изразам, а да не бидам погрешно сватена, злоупотребени во спортот, во смисла оние професионално кои се занимаваат и скоро нели излезе цела, да ни се водеше судски процес, мислам дека беше во Соединетите Американски држави, токму заради злоупотреба на девојчињата во рана возраст, кога циклусот е во прашање и намерно прекинување на менструалниот циклус се со цел да имаат подобри перформанси кога спортот е во прашање. Колку е тоа исто нешто што се става под тепих, колку е тоа еден сериозен, односно нешто со кое е сериозно да се подигрува човек? Значи, на таа тема мора многу гласно и многу сериозно да се коментира. Соединетите Американски држави се тло на кое што многу брзо испливуваат информациите на површина. Ние сме дел од Балкана, тука нели се некако оди под тепих, ки излезе, но после многу години. Сериозни судски процеси се водеа во Америка заради тоа што професионалниот спортски свет е многу суров за жените.
многу суров за женската популација. Достапноста до информација е многу мала, можноста за консултација, особено со гинеколози, е многу дискутабилна, па дури некогаш и свесно спречена. А тоа не треба да биде така. Значи, професионалните спортистки треба редовно да бидат во консултација со својот гинеколог. Гинекологот за жената е пријател првенствено, а потоа е лекар. Затоа што таа треба да знае како да го одржи менструалниот циклус, а сепак професионално да се занимава со спорт. Треба да знае дека масното ткиво и естрогените се најдобар пријател. И самото губење на подкожното масно ткиво толку ја пореметува естрогената оска што кога губиш менструалното крварење, меѓутоа не стануваш свесна дека те носи кон губиток на вкупната мускулна маса, кон губиток на коскената маса и што е најстрашно, свесно те води кон процеси на анксиозно-депресивни нарушувања. Менструалниот циклус го враќаме релативно брзо, но оние психолошки траги кои што остануваат заради тоа што и хормоните што го диктираат менструалниот циклус доаѓаат од мозочните центри, че мозокот е диригент на се, па тие психолошки траги и трауми многу потешко ги лекуваме. Рече дека работа на себе, работа со помош значела многу. Ти требаше ли исто време да сватиш дека треба и да го негуваш своето тело и дека треба да му дадеш и љубов и внимание за да ти ги даде резултатите кои што ти ги бараш од него? Апсолутно. Мислим, опет ми е многу криво што јас тогаш во таа година не го сватив сето тоа. Сега главна фокус, мислим, нешто што ми е примарно јесте циклус. И можам да кажам дека многу е тешко сега. Порано беше многу полесно за мене, уствари, да трчам, пошто ги немав тие осцилации во хормонални, мислим, може би се случува некој дисбаланс и тоа сигурно, само што ете, јас не ги чувствував дека јас баш во таа година имав доста енергија, доста сила за све. Али тоа ми се одразили отпосле. Али сега, да, дефинитивно, мислим, ако ми касни или не знам, добро, ако ми рани, не цимам се толико, ама ако ми касни, тоа е кај мене тастерна паника. Значи, тастерна паника, одма иде вага, одма што, како, ајде да се јавим на гинеколог да видиме дали е све окей, што, како може да се направи. Земам мака, дека нели, мака подобрува, да. И како сега ми е фокус скроз, на прво место мислим дека ми е тоа, па се останато. Затоа што едно нешто што го скапирав и што ми е нонстоп во глава, здрава жена не е здрава ако нема циклус. Јас тоа тогаш не го разбирав, ја тогаш не го сваќав. Ама јас не сум здрава ако немам циклус и толку. Мислим, тоа може да те држи одреден период, да ти, како што јас бев, да тренираш, да си окей све, али тоа отпосле се страшно одразува. Страшно, јас отпосле толку имав повреди, толку баш и кости, и лигаменти, значи тоа страшно се одразува, така да. Сега се грижам, мислим дека 500% повеќе од колку порано и дека стварно ми е тоа на прво место, па и на сметка да имам некој надпревар, да имам некој интензивен тренинг, кај мене искрено тоа се скроз и да можеби не секоја менструација ме сега иста, ама и да не е до велики степен, голем степен болна, ја секако и намалувам интензитет, надпревар не можам да го презакажам, ама капирам дека во тој момент не можам да сум 100% на терен ја, затоа што сум спремна и го прифаќам тој момент. Пошто едноставно... Сметате дека затоа што ни е представено од кога сме растеле, нели, со информацијата дека сме жени и во текот на животот ќе добиеме менструален циклус и со таа информација, бидејќи тоа ни попречува во нешто, не спречува во нешто, да бидеме одлични во спортот, не можеш сега ти во тој период имаш циклус, не можеш ова, не можеш тоа. И тоа некако нели подсвесно ни се пакува и некаде ни останува информацијата дека заради тоа ние за нешто сме неподобни или не толку добри. И оттаму веројатно и нели влошките ги пакуваме скришно во джеп и покрај нели да речеме тоа што сме 21 век и се отидено многу понапред и сите информации живееме во навистина друго време, но останати сме се уште со тоа чувство на непријатност кога месечниот циклус е во прашање. Како жени сега ме интересира. Затоа на почетокот кажав, се уште е табу тема за жал и се уште е поврзана со многу дезинформации, многу митови кои што нели треба еднаш да секогаш да ги расчистиме. Сме растеле во општество
па да кажам делумно патриархално и сме растеле со информации дека па подобре да поседиш дома ако крвариш овие денови или немој да излегуваш да трчаш, лошо Не е да оди на играш физичко. денеска со другарките затоа Немој што да бидеш на крвариш. часот по физичко. Не оди на физичко, да, немој да се мешаш многу меѓу луѓе ако крвариш. Затоа и на стартот реков, не се сложувам дека е календарот што го диктира животот. Не сме ништо да диктира менструалното крварење. Во тие денови жената едноставно треба да живее нормално како и во сите други преостанати денови. Од ништо да не се срами, со се да се соочува, ништо не е срамно, да се праша, да се каже, да се сподели и никогаш не е лош момент да се побара помош. Да, јас имам да додадам баш, да, во однос на женскиот род, да, од женската страна може да ти каже, да, не иди на физичко, сега немој да излезеш да тренираш, немој да идеш тамо, ама од машката страна не е така. Јас можам да кажам, според мој, не го разбира тој процес машките. Еве, пример, кога имам, да се опет ја навратим на моја тема, кога имам интензивен тренинг, мој бивши тренер тоа не го разбираше. Значи, идеме по секоја цена. Јас прв ден менструација, значи ми се врти испред, имам страшни болки, испив 2 апчиња, идемо, јак тренинг, мораш, не ти е ништо, тоа е се психа, тоа е. И како јас не можам да дообјаснам дека јас сакам, ама јас стварно не можам. И мислим дека тој, баш го памтам и тој тренинг кога одев толку интензивно да на крај, на пола застанав, ми се смати и тогаш кажав крај. Или он сака мене да ме слуша, или ја нема шансе да тренирам у денови. Во првите 2 дена кога јас не се чувствувам добро, нема да идем над свое тело. И да, кај жените уште постојат тие стари стереотипи и све, ама машките мислим дека уште они не може да го разберат во потпуност. Комплетно не. Комплетно не, али ете барем во тој поглед, барем кад ти е струка да работиш со жени и да тренираш спорташки или не знам, или у други некој спорт или во другој некој, не знам, еве и на работа се случувало кај мене на работа да јас првиот ден не можам да седим едноставно од тај интензитет на болка. И од тај аспект мислим дека треба да имаме барем во првите 2 дена, зависно, не е секоја жена исто, не е секоја жена поминува низ исти болки, исто све, али барем до негде да бидеме разбрани во тие периоди. Исто и со тај PMS и предхормонални дисбаланси, промени во однесување или во текот на бременост, тие први, значи тоа е стварно некој неописив феномен каде што не е до нас, не е во наша контрола. Јас не сакав ја да плачем зашто не ми е леб испаднал добро, ама јас плачев дека едноставно го исплакав лебот. Да, едноставно некои внатрешни процеси се одвиваат, ја после ми е смешно, да, али мислам дека тој момент машките може би па не го разбираат и тука. Нивната неинформираност од една страна. Да. Од природа на нешто и што природно не го разбираат да. процесот. Од друга страна, нели, и често ќе ги слушнеме од нивна страна коментарите, што до некаде може би треба и да ги разбереме, нели, контрадикторни сте. Од една страна велите дека сте силни, нели, да не ви кажуваме што смеете или не смеете, или дека во овој период, нели, не треба да правиш ова или остани дома, имаш циклус. Од друга страна велите 2 дена ми се потребни, не ми е добро, ме боли стомакот, па како имаат чувство дека го злоупотребуваме менструалниот циклус во наша корист, сакајќи, нели, да маневрираме со колку ми е или не ми е добро и го злоупотребувате моментот на менструален циклус, а тие немајќи ги информациите потребни и со самото, пак ќе речам, природно што не го чувствуваат тоа како процес во нивното тело, доаѓа во некој, да речам, расчекор на разбирање на оваа тема со мажите. Во принцип, ние треба да разбираме дека женскиот глас е многу силен и затоа никогаш не смееме да престанеме да зборуваме на таа тема. Нашите апели и нашето научно објаснување на оваа тема никогаш не е насочено само кон жените. Јас често пати знам на моите пациентки да им кажам, јас ќе ти објаснам на тебе со 3 реченици, ама викни го сопругот да му објаснам со 13. Затоа што
Они некако, знаете, заостануваат за сите оние промени кои што и се случуваат на жената во текот на месецот, па сега и се чувствуваме дека не толку добро не сваќаат како ние понекогаш. И затоа зборувајте, само зборувајте, кажувајте. Сега ми е вака, сега ми е така, сега можам, сега не можам. И колку повеќе го повторувате тој, колку они повеќе во секојдневието се соочуваат со ситуации во кои што вие на вистина не можете, или вие ќе се развикате, или ќе ги избркате сите, или ќе се излезете од дома, толку повеќе ќе сватате дека тоа е нормално. Нормално е да плачам за лебот. Значи, хормоните ми се такви тој ден и јас ќе плачам за лебот. Нормално е да се изнервирам зашто си оставил чаша тука, чорап таму. Ама таков ми е денот и ќе се нервирам и ти ќе разбереш дека ќе се нервирам. За чаши и чорап секој ден ме нервирам. А спортскиот свет е суров, тоа затоа го кажав. Спортскиот свет е многу суров за женската популација и повторно изворот на тоа е недоволна едуцираност. Ако тие спортски тренери, селектори се едуцирани на оваа тема и некој одвоил време, доволно да им зборува и доволно да им каже, они ќе знаат дека перформансот на тие спортистки ќе биде многу подобар ако го почитуваат природниот ритам на телото. Им се наметнува грижа на совест, веројатно, Милијана, така? Да, Ако да. не успееш затоа што, еве, твојот менструален циклус е виновен, што ти не го даде својот максимум. Да, ама они не веруваат дека циклусот може толку да влијае. Они, не знам, тотална неинформираност, баш така. Така е. Да, баш така. Затоа велам, мора да се зборува многу. Јас искрено и информацијата околу неинформираноста на, особено па еве девојчињата и на момчињата секако, околу контрацепцијата и околу раната бременост. Да, контрацепцијата е една многу болна Многу тема. рани бремености, Во Македонија, да, што ми за изненадија жал- во ова денешно време. Да. Значи, во нашево општество, едукацијата на тема контрацепција е за жал на многу ниско ниво. Значи, контрацепцијата како метод, покрај тоа што штити од сексуално преносливи инфекции и не сакана бременост, мора да знаеме дека е добра алатка и за регулација на менструалните циклуси. Значи, оние комбинирани орални контрацептиви, како што се популарно познати во женската популација, всушност представуваат таблетите кои што му го диктираат на организмот хормоналниот баланс и на некој начин го имитираат менструалниот циклус. Многу жени не знаат дека проблемите со оваријални цисти, проблемите со ендометриоза, проблемите со полицистичен оваријален синдром и така натака, па дури проблемите со акни, прекумерна влакнатост можат да се решат и со овој тип на препарати. Покрај тоа, комбинираните орални контрацептиви може да влијаат на една неуредна менструација, значи да го изрегулираат циклусот, може да влијаат на една обилна менструација, па да го намалат интензитетот на крварење, па дури и дел од нив по неколку месечна употреба комплетно ги стабилизираат оние менструални болки, грчеви и оној понекогаш многу досаден предменструален синдром. Ние ги посетувавме дел од основните и средните училишта како гинеколози, нели за да ја доближиме темата. Они всушност имаат пристап до многу информации, читаат многу, гледаат многу по социјалните медиуми, си раскажуваат меѓу себе и дојдовме до заклучок дека они имаат многу информации во главчињата, а уствари ништо не знаат. Значи, цело тоа море од информација, они не знаат како да го искористат. И сето тоа води до низа грешки. И ете ги тука малолетничките бременности, ете тука експанзијата на сексуално преносливи инфекции, имаме хламидија и хуман папилома вирус како никогаш порано. Значи, и за тоа треба многу едукација, многу зборување, но не само таму некаде во училиштата, туку и дома. Семејството е основната клетка на општеството. Мора да се научиме дека и дома треба да ги учиме децата како да влезат во светот на возрастните. Го имаме и моментот на избегнување на прегледите гинеколошки. Така. Од причина немам време, морам ли, само ако е проблем, генерално повеќето, не велам за сите, не генерализирам, да, чувството на страв, немам потреба, не чувствувам никаква промена, добро ми оди, редовен ми е циклусот, можеби немам потреба да одам на гинеколошки преглед, но важноста на истите за да бидат редовни.
Многу е важно, значи, да се практикуваат редовни гинеколошки прегледи и затоа веќе напомена вашиот матичен гинеколог или гинекологот кај кој што одите, првенствено е ваш пријател, а потоа е ваш лекар. Значи, секогаш без разлика колку и во таа година дена да добивате супер, да се чувствувате супер, да немате никаков условно речено гинеколошки проблем, убаво е еднаш годишно да направите па барем консултативен преглед со вашиот гинеколог. Ајде да седнеме и да позборуваме како се менструациите, имаш ли болка, како го контролираш сексуалниот живот. Тоа се многу важни прашања. И она што никогаш не смее да се заборави, редовните превентивни прегледи во насока на ПАП тест, во насока на земање примероци за ХПВ типизација, значи редовни контроли кои што ги детектираат проблемите пред да може телото, односно жената, да ги произведе знаците кои што се знаци на предупредување. Да го надминеме моментот на срам и непријатност. Да зборуваме со нашите деца. Така. Премолчувањето не значи дека нема да се случи или нема нешто нели да направат, туку едноставно отворениот разговор не води кон повеќе потребни информации кои ќе значат грижа повеќе за себе и за своето здравје. Беше ли загрижена кога сакаше да станеш мајка? Нормално. Што тоа значи спортски, што тоа значи како промена на твоето тело и заради претходното нели целосно искуство негативно кое си го имала со менструалниот циклус? Да, бев прво и основно што ми поминуваше низ глава, дали ќе можам да спортувам во текот на бременост. Тоа ми беше прва и најголема грижа. Самата бременност кај мене дојде многу спонтано, мислим, скроз неочекувано. Така да на почетокот и како ми беше шок за моето тело. Кај нас жените, знаеме, кога сме бремени, се менува се. Значи, од навики до тело, до буквално се. Јас бев многу среќна што имав уредна бременост и што ми се сменија сите можни рутини и све, али сепак го правев тоа што го сакам. Трчав. Значи, мене физичка активност во текот на бременост ми помогна толку да ја поднесам на еден фин начин. Да, јас имав хормонални дисбаланси, промени во расположение, ама не некои екстремни. Не некој, може би поблаги од ПМС, дека во истото време ти се менуваш, а во истото време си го правиш тоа нешто што го сакаш, ти е тука. Не е како претходно, ми беше шок, ми беше на почеток баш шок да го прифатам момент дека сега нема, пошто јас сум била изложена на стварно 7 дена тренинзи интензивни, надпревари и сега одеднаш тоа се гаси. Не си во тој момент свесен што те чека отпосле. Тоа да се разбереме, значи ниту една жена не е свесна. Сика што е тоа, едва чекам. Броиш денови кога ќе дојде 9 месец, а уствари после кога ќе тогаш иде, тогаш Мислиш, убаво ми беше трудно. Да. Значи ја и сега кажувам, втората бремност ја едва чекам да сум трудна, ама ја тоа отпосле е стварно тешко. За жена посебно е тешко. Мислим, во првите 3 месеца, да, таткото може да ја изгради таа социјално-емотивна врска на почеток и може да ја гради и понатаму, ама и после 3 месеца тоа може да легне. Ама првите 3 месеца мислим дека мајка има стварно најголема улога и стварно е тешко. Мислим, нема, сега искрено зборуваме, нема, сега, пошто јас слушам многу мобети, не се секирај, ќе биде, не е така, све е супер, а уствари стварно. Прво, хормонски е многу тешко, прво, тај шок, прифаќање дека имаш одговорност за ново битие, да, стварно е шок. И баш тие 40 дена, баш се точно тие 40 дена каде што ти треба тај процес на адаптација. Тешко и понатаму нормално, ама се навикнуваш више, си легнуваат хормони, се навикнуваш на нова ситуација, ама тие 40 дена и погото тај пороđај стварно е нешто што свака час за секоја жена. Искрено јас до тогаш не знаев. Ја немав шок очигледно, така да побрзав со процесот меѓу второто и третото, но и прашањето е бидејќи и таа неинформираност, нели? Некако лаички знаеме заради некои површни информации, додека е процес на доење по, нели, раѓањето, не можеш да останеш бремена,
циклус, ако немаш, не можеш да останеш бремена или ако е појавен во некој краток период, заштитена си со самото тоа што има хормони кои те штитат за да не останеш повторно за релативно кратко време бремена, кој исто така е стрес за телото и не е толку посакувано во толку кратко време да повторно низ тој хормонален процес минува целото тело. Да. Отсуството на менструално крварење, како крварење кое што го забележуваме и ќе го нотираме, добив менструација, не е единствениот знак дека менструалниот циклус таму некаде позади не се случува. Затоа што тоа е многу сложен процес, многу хормони играат улога тука и тие ги созреваат јајниците, ги созреваат фоликулите, ќе се исфрли зрела јајцеклетка, ќе се оплоди таа зрела јајцеклетка и жената е трудна. А не крварела, не забележала дека има менструален циклус одново, или доела па мислела дека хормоните поврзани со доењето ќе спречат бременост. Тие се едни од најчестите проблеми со кои што ние како гинеколози се соочуваме и затоа секогаш потенцираме дека отсуството на менструално крварење не значи сигурност дека жената во тој месец нема да има плодни денови и нема можност да остане трудна. Да, јас сум пример. Јас сум пример за се. Јас останав бремена без менструален циклус. Ето, јас не знаем, мислим, да, отпосле гинеколог исто ми го даде објаснувањето, али за мене тој исто момент беше шок, пошто јас пак, добро, на краток период изгубив менструацијата, дека пак со килограми имав некои проблеми. И сакав да го намалам свој интензитет на тренинзи, сакав да си го вратим циклус и си кажав, сега кога ќе ми се среди све во нормала, ќе почнеме да пробуваме. И сега тогаш не знаеш колкав период ти треба, дали тоа ќе биде одма, дали ќе биде за неколку месеци, години, не знаеш. И кај мене се погоди, не знам како. Мислим, шок. Ето, има објаснување медицинско како. Затоа и реков, жената е чудо на природата. Многу тешко се објаснува. Вистина сме чудо и можеби не доволно си ги сакаме нашите тела, затоа што сакаме да покажеме само совршенство. Често пати низ секоја епизода на Женски ритам споменуваме и споделуваме со гостинките искуства. Така е. Сите сме ние различни на секоја на свој начин, но храме нашето тело и треба да си го слушаме, да си го сакаме, да го почитуваме, секогаш има што да ни каже. Само што ние не треба до изнемоштеност, да го форсираме во моменти кога ни ги јавува сите аларми или светла ни ги пали дека нешто некаде не е во сооднос, во склад со тоа што на телото во моментот му треба или дека едноставно не му обрнуваме доволно внимание. Кои се оние ваши лични моменти кои си ги практикувате за да си ја нахраните душата, за да си го најдете мирот и балансот кој ни е повеќе од потребен заради динамиката на живењето, да се најдеме, да бидеме скрос јас. Да не се изгубиме. Живееме така во едно многу бурно време, секојдневието е многу бурно, се соочуваме со безброј предизвици, многу стресни ситуации и сите тие стресни ситуации многу влијаат на така наречената менструална хормонална спрега. Значи, влијаат на мозочните процеси, телото се соочува со најразлични стресни ситуации, а во истите тие денови жената поминува низ сите тие хормонални дисбаланси, а телото се става во една ситуација на подготвеност да изреагира на сите тие предизвици, на сите тие стресни ситуации, па тогаш се лачи многу кортизол во телото, се лачи многу шеќер, па тој се насочува кон органите кои што треба да не држат живи, односно првен да ги држат активни виталните процеси во срцето и мозокот. И затоа јас им велам и на моите пациентки, можеш да го изгладнуваш телото, можеш да му задаваш задачи за кои што не е спремно, меѓутоа секогаш ќе те победи. Затоа им велам да го одржите здрав менструалниот циклус, менструалниот ритам, па и во соочување со сите тие стресни ситуации, правете она што ви дава психолошки мир. Јадете балансирано, движете се доволно, релаксирајте се. Чи правете ги сите оние работи кои што ве прават позитивни и среќни. Телото секогаш знае позитивно да одговори кога чувствува дека се грижите за него. Како вие се грижите за вашето тело? Јас сум човек кој што има многу малку време да се грижи за себе заради сите работни обврски, меѓутоа читам многу книги
И тоа е периодот во кој што ништо што ме обкружува нема контакт со мене. Јас сум таму некаде во таа приказна. Многу гледам трилери. Тоа се некои работи кои што вака можеби смешно звучи, меѓутоа мене ме релаксираат. Ништо не е смешно кога да. Тука се книгите, тука се сериите и она што максимално ми ја храни душата, а тоа е природата. Одлично. Прошетки во природа, престој во природа, каде што сме само јас и зеленилото, и тука мислам дека комплетно се препородувам и се спремам за нов циклус на многу работни обврски, многу задачи, соочување нели со доста тешки ситуации во здравственото секојдневие. Да забораваме некако да и се враќаме на вистински начин на природата, како да ја подзабораваме. Се е убаво, нели, и ја споменуваме често и велиме, ќе одиме во природа, но она вистинска конекција со природата. Знаете како, од неодамна почнав и вистина ми направи промена, иако можеби ќе звучи смешно, но тоа како велат, тоа приземјување. Со боси нозе да се изгазнете во дворот, нели, на трева, на земја, и таа некој можеби и 5 минути се во текот на денот, кои се доволни за да вистина канализирате енергија која ви е повеќе од потребна некогаш, затоа што ја даваме, ја трошиме, ја се даваме себе си, да ми врати барем, да речам мене, доволно енергија за да можам да си направам баланс со своето тело. Милијана? Јас пак ќе кажам трчањето. Милијана Да, тоа е, да. Не, трчање знае да биде стресно барем кај мене, али поред сите обрски... Извини да те видам на улица, рано сум бајли или некаде, или каде трчаш ќе прашам што мака имаш. Да, точно, дакле, мој ден е целосно исполнет. Значи, јас претежно сум мајка, имаш приватни обврски, семејни обврски, работам 8 сата со работно време и плюс имам на тоа се интензивни тренинзи кои ми се секој ден, значи ретко кога имам ден на одмор. Така да денот ми почнува у 6, 5 и по 6, тренинг, доручак, работа. Единствено нешто што ме смирува јесте полесен тренинг. Кога баш сум во PMS фаза или првиот, вториот ден, тој полесен тренинг го идем 30 минути, 40-45, ама ја уживам. Ја уживам, гледам во Фардар, немам никаков притисок дека морам да идам одреден пейс, дека морам, не знам, да завршим. Значи, тоа се 30 минути каде што е за мене, пошто за мене трчање не е баш релаксација во целост. Дакле, затоа што јас имам 3 пати интензивни тренинзи, кои ако не ги сработам како што треба, ми пропада тој дел од тренажниот процес, од кој ми зависи мој перформанс, значи, малце покомплицирано, ама тие, баш во тој период на менструален циклус или PMS фаза, кога ги одам, знаем дека ќе ми се случуваат промени и си го давам тој луксус, тоа е за мен уживанци. И да ви кажам, сега уживам во јадење. Значи, тогаш во тој период, значи, нарачувам тоа што си го најмногу сакам, не готвам тие денови. И тоа е за мен уживанци, маж ми го знае тоа, значи ми ги спомнува сите желби, ама јас тие две работи. Може да е чудно што ете мене трчањето ми е секојдневието, ама тие денови се посебни со трчање. Пошто... Значиш ли помошта и од партнерот во сите тие фази животни кои Апсолутно. Ти биле и тешкиве, како што рече, предизвикувачки, колку значи? Да, апсолутно, затоа ја кажувам, берете партнер за како дечко, за брак и за дете. Значи, стварно има разлика и како да влие, и како дека помага, претежно разбирање, поддршка, помош. Добро, помош не го гледам како помош во однос на дете, пошто си извршува совршена улога, така да дајте како да помага, затоа берете заеднички е нели моментот на носење на нов живот на овој свет, така да треба да се заеднички одговорностите и грижата и дека ништо не е само на нас оставено. Да, спомена и на почетокот и вистина е така, сме почувствувале сите дека таа прва некоја врска со детето е наша заради природниот процес, нели? При првите моменти, но далеку од тоа дека треба да чувствуваме дека ние само треба да бидеме во преден план во грижата со детето, несебично треба да ставиме простор. Кажем, треба многу да се на таа тема, стварно, мислим, идеме на подобро, одиме на подобро, не викам дека не, сега има многу поголем процент на мажи кои што учествуваат во извршување на таа својата улога во однос на дете родител. Али многу уште повеќе треба да се збори, пошто уште има тие такви семејства каде што мајка ја препишува целата одговорност. И после ги имаме тие моменти каде што пука, едноставно пука, експлодира апсолутно. И окей, тоа поминува па пак и тоа лоше се одива и на наше и
физички и физиолошки, во секој и ментално, значи во секој поглед, така да треба многу. Отворени разговори. Апсолутно. Многу. Затоа е поттикнат еве и овој втор циклус или втора сезона на женски ритам. Се разбира организиран од ДЕМ, кои секогаш во преднот го ставаат сеопфатното здравје, сеопштото здравје на жените и реков со овие сите подтеми нели кои ги третираме и вистина е многу важно да се зборува гласно, отворено и храбро, зашто се е дел од животот и се е искуство и убаво и да го споделуваме, но убаво е нели да слушаме информации кои ќе ни помогнат во сите процеси или сите животни фази во кои ние се наоѓаме. Сега сте вие во една животна фаза со минати животни искуства, но кога би се свртеле назад години, кога треба да се обратите на малата Весна, на малата Милјана, што би им кажале од оваа перспектива денес? Па вака сега, јас кој ќе се навратам наназад, искрена да бидам и не би сменила нешто многу. Ја имав таја чест и среќа да растам во семејство со двајца медицински лица, медицински работници кои што многу рано и понекогаш кога бев дете сметав и дека е многу сурово што толку јасно ми ја презентираат сликата на денешницата и што толку мала некако неспремна ме соочија со тоа што животот го носи. Од оваа перспектива гледам дека да, супер, така требало, затоа што влегуваш во животот многу поспремна. Секогаш има широки одговори на сите прашања и затоа сметам дека нешто посебно не би менувала, значи она што ми се случуваше и она кое што животот го носеше, го поминав некако многу похрабро, да кажам споредбено со мои врсници кои што некако беа во недостиг на информации, во недостиг на доволна едукација и така натака. Ете, враќајќи се можеби наназад, малку повеќе би се обрнала на тоа дека жените мора да го слушаат сопственото тело, никогаш не смеат да им влијат. Сите оние работи што се случуваат околу, секогаш да си имаат, значи, еден концепт на секојдневно функционирање кој што им носи мир во душата. Ништо друго не е важно, зашто жените, знаете, јас сум непоправлив феминист и жените трчаат маратони, учествуваат во боречки вештини, нели ние може на полнок да ни текне па да го префрлиме цел мебелни станот, затоа што ете така се чувствуваме во моментот. Многу работиме, многу учиме, а во меѓувреме нели крвариме, не боли стомакот, но повторно се грижиме за децата, за домот, за семејството, одиме по родендени, влечеме кеси од маркет и така натаму и сметам дека на вистина ништо не смее да не спречи и секогаш и од мали нозе треба да си го повторуваме тоа дека на патот до остварување на целта на жената не смее да изастане никој и ништо. Одлично, вистина е така. Да. Милјана? Па да ви кажам, јас ништо не би сменила затоа што да ми се нема случајно сите овие работи низ текот на живот, не би била тоа што сум јас денес. Што би и шепнала на Милјана? Може би да бев малце по-паметна во некои работи, по-паметно да постапувам во некои работи, да кажем, ама генерално не, затоа што стварно да ми се немат слушано сите тие работи и сега по друга страна па да ми се нема слушано, може би била и подобра верзија, уште подобра верзија. Тоа не можам да го знаем, ама едноставно веројатно така требало да биде во текот на годините во тие некои ситуации, така да се на се јас сум среќна со тоа што сум денес. Дека, ете, например, никој не ми кажал дека бременоста е толку тешка, дека раѓањето на дете е толку тешко. Јас тоа не го знае. Сега збориме за примери, што, како. Никој не ми кажал дека губиток на менструација може да предизвика голем здравствен проблем. Никој не ми кажал дека по завршувањето на факултет треба да се снајдам сама со себе, да, знаеш, тие некои моменти, можеби ја не сум била спремна, ама ете сум ги искусила и сум ги проживеала на најдобар можен начин. Сум правила најдобро што сум знаела во тој момент. И сето тоа ме изградило да сум сега ваква какво што сум. И можеби подобро од тоа што сум можела да бидам, така да не би генерално, можеби да сум била попаметна во одредени ситуации, да не правам тако некои мини грешки, али оке. Грешките го прават и животот убав. Апсолутно, така да ги немам тие грешки, не би знаела што е погрешно, што е правилно, така да
Затоа да не забораваме, можеби да го гушнеме она мало дете кој ни се дава на чување. Ова беше едно сознание кое го прочита во една книга и вистина е многу убаво освестувачки, дека на чување ни се дава малата Весна, малата Милијана, малата Жиле и ние го забораваме тоа дете по патот, нели, како веќе се градиме или ете одиме патот на животот и сето она што ни го диктира секојдневието. Не смееме тоа дете да го забораваме, бидејќи веројатно тоа е најважниот лик кој што треба вие да го израснете, нели, и со кој што треба да го минете животот. И треба да си дадеме оддишка и треба да си се чукнеме по рамо и да кажеме браво, добра си, покренили се што минало, супер си и одлично ти оди и се што искусуваш и ни се што минуваш е одлично. И со се справуваш одлично. Тоа е веројатно таа вибрација која ни треба и на која не смееме да заборавиме, така веројатно нема да се изгубиме ниту себе си. Драги мои, имаше еден убав, топол, отворен, искрен разговор, иако на оваа тема може да се разговара уште многу долго за лични искуства, за примери. Само верувам дека потикнавме начин на размислување, охрабривме девојки, жени, дека менструалниот циклус не е табу тема, не е ништо страшно. Благодарен сум уште еднаш додеем за проектот Никогаш повеќе сама, нели, затоа што даваат иницијатива, односно покажуваат иницијатива која значи поддршка, солидарност за она што на жените вистина многу им значи и верувам дека значат овие епизоди за да почувствуваме дека не сме сами и никогаш не заборавајте да си се гушнете и да си кажете браво. Супер ти оди. Ви благодарам за друштвото во оваа епизода на Женски ритам. Со нетрпение ве очекувам во следната.